Што ќе биде механизмот на привлекување? Зошто би се вратила? Видете точно дека они изработуваат, имаат дел од западните земји, кога говорам, нели, од Словенија, Хрватска и така нагоре. Меѓутоа, таму кога ги пресметате сите оние трошоци, кога разговарате со секој еден кој што заминал, а бил мотивиран само од парите, нели, како плата, како приход, ќе видите дека таму трошат многу повеќе за стамбен простор, нели, кај што живеат, многу повисоки се цените пазарни и секојдневни потреби на нив, така да кога ќе разговарате поднос на таа тема, сите оние купчина пари што ги заработуваат таму и добар дел ги трошат токму, нели, во државата каде што отишле да работат. Така да кај нас имаат голем дел од нив и сопствен простор каде што живеат, така дали тоа семејството или нивни простор, цените на нашите производи се во нашата држава и сега денеска мора да говориме за инфлација која што е минимална, така не е двоцифрена како што беше од 2023 година. Добро, сепак е повисока него голем дел од европските земји, сепак имаме инфлација. Компаративно идеме, во многу позитивна слика, кога ги видите, зборам само последниот месец. Сметате дека тоа ќе биде доволно тие да се вратат во земја? Ќе биде доволно, бидејќи тука во нивното место на живење им е и поприродно, секој сака да се врати од кај што и во дошол. несреден правен систем, здравствен систем, социјален систем, во сето тоа несредено, они би сметале дека е подобро тука да се вратат. Говориме за тоа дека ние преземаме сет на мерки во секој еден сегмент за да понудиме координацијата меѓу другите, да. Точно така, за да имаат и среден социјален дел, образовен, здравствен и така натака. Така да ние не говориме само тоа да им понудиме плата која што можеби ќе ги задоволи во даден момент, така или некаков услов од кај работодавачот како елемент да ги привлечеме, а сето друго да го занемариме. И да нема денеска да нема пристап во социјалното за X причини, не од социјален аспект, од друг аспект, да нема пристап во образование или не знам така да работиме комплетно на се ова што е системски и нормално повисоки плати и да ги вратиме овие луѓе назад.